Ние ги имаме истите сознанија што ги имате вие, немаме точни информации од местото на настанот, меѓутоа факт е дека во рудниците ево почнува повторно да се зголемува трендот на повреди со смртни последици. Пред некое време имавме во Летово и значи сега Тораница, а тие два рудници имаат и собственик. Јас во услови на незнаење на точната причина за настанот можам да констатирам дека безбедноста во тие два рудници никогаш не била на високо ниво од причини што малку се вложувало и второ што таму синдикатот како носител на некои обврски од Законот за безбедност и здравје при работа е забранет после влегувањето на новиот собственик Булмак и спрема тоа нити има представници кои ние како синдикат континуирано ги обучуваме и досега имаме обучено во другите предпријатија преку 200 такви кои треба да укажат на секакви опасности што можат да се јават во текот на работата, а да се спречат да не дојде до повреди. Значи, овие представници согласно законот се надвор од службените лица кои работат на безбедноста и здравјето при работа. Значи, и трета причина што е многу битна, досега за десетици загинати работници во Македонија, ни еден менаџер или ни еден газда не одговарал, што значи и трудовата инспекција, инспекцијата за безбедност и здравје при работа и надлежните институции случаите ги затвараат како сплет на несреќни околности. Се додека е така, значи ова ќе ни се повторува. Само уште кусо, забранет е синдикатот по доаѓањето на новиот газда во двата рудници? Да, додека и ова морам да кажам. Значи додека влезе максимално беше со нас во една релација да му помогнеме да влези. Кога влезе, заборави на сето тоа и едноставно таму кој науми да прави синдикат, значи може го следува отказ, а од друга страна нас ни беше кажано од менаџерите кои се тука дека газдата го забранува тоа функционирањето на синдикатот. Ние сме го кажували на сите средби со владата и Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа до сега не е санкционирано ништо.